Електричен шок, економска криза, зголемување на платите на вработените. Ова се само дел од причините поради кои тешко оди исплатата на плати во комуналното јавно предпријатие Солидарност Виница. Заради долговите кои ги има предпријатието од претходно, како и финансиските загуби, својата ликвидност ја држи на стаклени нозе. Но ветуваат дека до крајот на месецот вработените на неопределено време ќе земат плата за месец ноември. Основен проблем не е платата за нормално функционирање. Каде се другите трошоци за нафта, за возилата, за електрична енергија, за делови резервни, за за анализи на вода, имаме многу трошоци, а таа е сума на пари која што моментално не е доволна. Имаме неколку спогодби со неколку приватни фирми, со Министерство за основна фонд за води за плаќање на стари долгови, така да ги сервисираме и тие мора да ги плаќаме редовно, секој месец рата ни доаѓа и од масата на пари кои што имаме, тешко дека ќе можеме да издржиме уште долго време така, да можеме да почне редовно да земаме плата. Од Виничкото јавно предпријатие велат дека очекуваат да помине на седница на Совет одлуката да се покачи цената на водата, со што ќе има дополнителен прилив на средства. Но како што додаваат, не се сигурни колку ова ќе помогне за стабилизирање на финансиската ситуација во ова предпријатие. Колку ќе биде доволно, тоа не знам, не сум многу сигурен дека ќе биде доволно, меѓутоа ќе се бориме, ќе наоѓаме други извори на финансирање. Инаку постојано поднесуваме тужби до нашите корисници кои што редовно не плаќаат. Немаме многу тужби, редовно си плаќаат луѓето. Наплатата кај физичките лица за 2023 се движи околу 90% и над 90%. Тоа е на солидна наплата. Се трудиме да ја зголемиме, меѓутоа сумата на пари која што ја земаме од нашите корисници не е доволна за нормално функционирање на јавното предпријатие Солидарност Виница. За да излезат од финансискиот амбис, поголем дел од предпријатијата беа приморани да воведат рестриктивни планови. Ги замрзна вработувањата, а исплатата на прекувремени часови ја заменија со слободни денови. Во комуналното јавно предпријатие Солидарност Виница, голем број од вработените сами напуштија. Па од 107 вработени сега бројот е сведен на помалку од 80. Ова е дополнителен проблем и не може да се извршат основните услуги кон граѓаните.